Само неколку дена откако меѓународниот кривичен суд издаде налог за негово апсење, рускиот председател Путин е домаќин на кинескиот лидер Си Џинпинг, кој во Москва доаѓа за прв пат од воената инвазија на Украина. За Пекинг ова е пријателско патување кое треба да има конструктивна улога во промовирањето на мировните преговори, кои ги предложи Кина во 12 точки. Путин на почетокот од денешната средба го поздрави кинескиот план за решавање на актуелната криза во Украина, ги видел предлозите на резолуцијата и ги почитува, но деталите, рече, ќе ги разговараат зад затворени врати. На неформалниот разговор Путин го пофали брзиот развој на Кина, на што, како што кажа, целиот свет е љубоморен. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. Си Џинпинг исто не штедеше пофални зборови за рускиот колега, што го потврдува јасниот знак за поддршката на Кина за Русија во време кога Кремљ е под силен меѓународен притисок. Најавата дека двајцата светски лидери ќе разговараат за кинескиот предлог да се заврши војната во Украина, за Западот не влева голема надеж, најмногу поради тоа што во ниту една од 12 точки Кина не апелира руската војска да се повлече од Украина. That is not constructive diplomacy. Calling for a ceasefire that does not include the removal of Russian forces from Ukrainian territory would effectively be supporting the ratification of Russian conquest. It would recognize Russia's attempts to seize the sovereign neighbor's territory by force. It would enable Russia to further entrench positions in Ukraine. The world should not be fooled by any tactical move by Russia, supported by China or any other country, to freeze the war on its own terms. Путин не му верува повеќе на Западот и поради тоа ќе се обиде да создаде свој антизападен свет, сметаат аналитичарите. Во тој нов свет Москва најмногу се подпира на Пекинг, чиј интерес пак е да ги стабилизира односите со соседот со кој дели над 4000 километри долга граница, а чија огромна економија зависи од руската нафта.